Се наоѓаме во градската библиотека при Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, а мој денешен соговорник во утринската програма е господинот Мирко Томовски од Охрид, познат поет и писател. Господине Томовски, добро утро и еве благодарност што одвоивте време да бидете дел од утринската програма на Мега телевизија. Добро утро, пред се да се заблагодарам на градската библиотека од Кичево, што ми овозможи мојата книга Раскази судбини да ја представам и на оваа публика овде. Инаку книга расказите се пишувани или собирани, да речам поточно 20 на години. Тие представуваат на судбини, значи судбини на различни луѓе, различни настани во различно време. Книга која што е прикажана на јазик, на оној јазик кој што сум ги слушнал расказите, за да го доловам она време, времето во кое тие настанале или се случиле. Честитки еве за промоцијата на вашата книга Раскази судбини. Сигурен сум дека читателската публика од Кичево и тоа како ќе биде заинтересирана. Може ли еве уште нешто околу самата промоција на вашата книга Раскази? Колку време ја спремавте и дали ова е можеби прва промоција тука во Кичево или веќе има доживеано промоција и во Охрид, во вашето родно место? Јас за прв пат сум во Кичево во градската библиотека. Инаку книгата доживеа промоција и во Охрид, доживеа промоција и во Вевчани, доживеа промоција и во Демирхисар. Ево сега денес сме тука во Кичево. Значи јас веќе напоменав, расказите се собирани негде 20 на години, има околу 13 раскази. Тие раскази се вистините настани, освен две, кои што сум ги вклопил така да читателот не може да дознае кои се вистинитите, а кои се оние кои што се плод на мојата фантазија. Вашиот творечки опус изминативе години е навистина богат. Може ли еве да се подсетиме кои други ваши дела се веќе во рацете на читателите и во сите библиотеки низ нашата држава? Па пишував поезија, обично почнав со поезија уште во студентските денови. Потоа издадов првата стихувана историја Време за вистина. После неја следуваа две монографии. Едната е романизирана монографија. После тоа излезе книгата Поучение македонскому или според македонското учење, во која се собрани поезија, факти и критики. После тоа излезе следната книга Полемика со умот. Таа е една, како да речем, многу интересна книга која што се занимава со македонштината, односно во неја е опишано битисувањето на македонизмот. После тоа имам 3 книги за деца кои што и денес можете да ги видите тука. Првата е Колку е убава мојата внука, втората е за кученцето Белко, едно доживување на едно кученце кое што живее во урбана средина, но бидејќи му е досадно, тоа се обидува или посакува да излезе надвор малку во природа, во една шума и сите таму перипетии кои што му се случуваат, но повторно се враќа дома. Значи дома си е дома. И на крај третата книга која што ја имаме Веселба во шумата, во која што се сместени повеќе песнички. Тука има песни идеи и од внуката која што денес тука има изложба на творби. А после тоа следуваше романот Шениен, едно доживување кое што далеко од овде се илјадници мили кои ни на крај памет не ми паднало да го напишам, ама ето јас велам дека постои нешто, некоја врска со некоја невидлива сила која што ето на некој начин ми ја сервира и идејата и судбината и имењата за тој роман, а после тоа ево на крај и книгата Раскази судбини. Обично пеачите ги прашуваат која ви е најомилена песна. Јас нема да ве прашам која ви е вас најомилена книга или можеби расказ или напишана песна. Ќе ве прашам само дали имате омилен жанр на пишување, на некоја тематика, дали љубовна, патриотска, пишување за туѓината и така натаму. Што еве вас најмногу ве преокупира при творењето?
Значи темата како творци не можеме да ја одбереме и не смееме да ја одбереме, таа не е домашна задача, како што е на училиште да пишувате за есента, да пишувате за Кочорацин или да пишувате за некој друг. Значи таа е тема која што во моментот ќе ви дојде. Тема која што ќе наблигне во тој момент, може да биде поезија, може да биде проза, значи зависи. Нема пишувањето по нарачка нема. Значи прво треба да се владее литературата, да се знае што се пишува, како се пишува, а за темата доаѓа самата. И за крај може ли еве на задоволство на нашите гледачи да слушнеме една од вашите песни од некоја ваша книга? Па се уште ова ја пишувам, се уште никој не ја слушнал, па ево ќе се обидам кај вас прво вие да ја слушнете, затоа што на нас секогаш ни било тешко. Никогаш не ни било лесно. Кога ни беше најтешко, го повикувавме каменот. И куќите ги зидавме од камен, и ги покривавме од камен, за да не можат да ги померат ниту педа. А кога ќе ги струшеа, и колку да се тркалаше каменот, таму од истиот камен правевме нови. И патиштата ги повлачувавме со камен, за да тропкаат копитата на натоварените коњи и да се одблискува пламенот на фенерот во ноќта, зашто и денот ни беше ноќ. И гробовите ги зидавме од камен, и писмото во нив, за да не можат да ги померат ниту педа, а кога ќе ги струшеа, и колку да се тркалаше каменот, таму долу од истиот камен правевме нови. Кога ни беше најтешко, го повикувавме каменот. Благодарам и ви посакувам многу успех понатаму и дај Боже да се видиме на уште многу промоции на ваши Се надевам дела. дека и ова нема да ми биде прв пат или последен пат во Кичево, се надевам дека на Баргу следниот пат ќе бидеме пак заедно. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше познатиот писател и поет Мирко Томовски, а поводот нели беше промоцијата на неговата книга Раскази судбини во Градската библиотека во Кичево.